Врховниот суд ја укина пресудата за случајот Монструм. Во денешното соопштение се вели дека жалбите на одбраната се уважени, а првостепената и второстепената присуда се укинати и предметот е вратен на првостепениот суд на повторно одлучување. Кај Смилковското езеро на 12 април 2012 беа убиени 4 момчиња и 1 рибар. За убиството беа уапсени повеќе осомничени, додека двајцата првоосомничени избегаа. Во првостепената и второстепената постапка беа изречени доживотни казни затвор. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов денеска потврди дека издал налог за да почне постапка на дислоцирање на галиите од реката Вардар. На прашањето за состојбата со депонијата Дрисла и со шпекулациите дека таму се гори радиоактивен отпад, Шилегов побара трпение додека заврши анализата. Пред 7 години на 25 ноември 2010 се случи првиот упад врз најгледаната телевизија во независна Македонија А1 телевизија. Тоа беше почетокот на голготата која резултираше со затворање на сопственикот на телевизијата Велија Рамковски, неколку членови на неговото семејство и неколкумина управители на фирми, негови најблиски соработници, а 7 месеци подоцна и на телевизијата, која, како што тогаш се тврдеше, не била цел на нападите.